Цитирате го Филип за книгата излезе од печат. Зазидана во барок. Уште една Ти ќе шега. дадеш рецензија во наредната емисија? Да, каде излезе? Од печат. Од печат. Инаку да, моја е корицата, јас ја правев. Браво. Така малку една хорор намерно. Језива. Да. Еве, може пред крај на емисијата само уште овој тизер ако сакаш. Ова е практично низ кратка новела мој приказ на тоа како ја гледам целокупната 35 годишна мизерија наша. Пробав да стиснам све у 100 страници, да биде онака интензивно, не е класичен роман, нема описи, довој влезе, масата беше таму, а столчето беше црвено, он беше облечен во одело, имаше кравата, а фризот му беше со гел, него има буквално онака драматични дискусии и брзо дејство. Ја, ќе го прочитам тизеров, да, само да не се возбудуваат, ова е сепак фикција и Шко дело? белетристика, да речем. Да. Вели, кога телото на моќен политичар ќе биде пронајдено запалено на мостот на уметноста, суспендираниот инспектор Виктор Николов е вратен на должност за да го реши случајот. Тивко и без многу врева. Но, она што започнува како политичко убиство, набрзо се претворува во морничава пресметка со минатото. Убиецот не остава само тела, тој остава пораки. Од златните куполи на црквите до подземните тунели на офицерскиот дом. Еден човек ја користи својата архитектура на Скопје 2014 како сценографија за својата одмазда. Додека градот гори, Виктор и младата аналитичарка Јана откриваат мрачна тајна закопана во темелите на транзицијата. Приказна за украдена фабрика, заборавени деца и една мајка што никогаш не се вратила дома. Во град каде што се е лажно, само огнот е вистински. Мислам дека е добар хук за секој што сака да ја прочита ова.